Никој не знае уште колку време Македонија нема да има министри за правда, здравство, информатичко општество и животна средина. Председателот на Собранието вели дека дебатата може да трае до крајот на неделава, до крајот на следната, а може и подолго. Се зависи од тоа колку пратеници се пријавуваат за збор и колку реплики имаат нивните излагања. Откако пратениците ќе изгласаат престанок на мандатите на министрите, конечно ќе започне дебатата за именување на новите. Па јас се надевам дека денеска ќе заврши дебатата за третиот министер за разрешување и потоа да се изгласа престанок на мандат на предложените министри за разрешување и да отпочне втората точка именување нови членови на владата. Секако Собранието има деловник и деловникот овозможува определена постапка и процедура и водени од тоа така и ќе постапиме. И додека клучни министерства се останати без шефови, дебатата е далеку од конструктивна. Јавноста е сведок на секојдневно злоупотребување на собраниската говорница од страна на пратениците. Се препукуваат за работи во минатото, се фалат кој колку сработил. Но ретко може да се слушне суштинска дебата за реконструкција на владиниот кабинет. Поради најкриминалната и најнеуспешната влада, досега расте бројот на граѓани кои мислат дека никогаш нема да влеземе во Европската Унија. Евротинк не е на Никола Мицевски, Евротинк е независна, кредибилна куќа која што прави истражување на јавното мислење. Евроскептицизмот кој што постои се јавува поради тоа што вие ја лажете македонската јавност дека за да влеземе во Европската Унија треба да се откажеме од нашиот јазик, од нашиот идентитет и од нашата историја, што апсолутно не е точно. И сигурен сум дека кога ќе влеземе во Европската Унија ќе бидеме горди македонци кои што го говорат македонскиот јазик и кои што ја негуваат својата историја. Владината реконструкција почна по договорот за влезна алијанса за албанците во коалиција со ДУИ и СДСМ. Таравари на мнозинството му носи плюс 8 пратеници, но излегуваат тројца од алтернатива. Дека владиното мнозинство не е премногу стабилно покажува и тоа што фракционерите на ДУИ се изјаснија дека нема да гласаат за староновиот владин кабинет. А мнозинството го напушти и Павле Трајанов од Демократски сојуз. На крај се сведува на речиси ист број пратеници, па опозицијата обвинува дека акробациите со плюс-минус пратеници се со цел да се спаси кревкото мнозинство и ДУИ СДСМ да се одржат на власт со последните сили.